Деталите ги има колегата Александар Спасовски, го имаме во живо во овие вести. Александар, различни реакции, но какви се очекувањата за соработката со новата влада во Софија? Па не многу голем, Иван, сакав да го користам зборот предпазлив оптимизам, но и тој се чини како несоодветен, особено имајќи предвид изјавата на премиерот денеска, но сепак официјално Скопје останува посветено на оној процес со Бугарија за изнаоѓање на решенија. Денеска премиерот Мицкоски јавно упати покана за тет-а-тет средба со новиот бугарски премиер Радев. Ги имаме деталите во продолжение. Јавна покана за средба, желба за подобри односи, но и многу песимизам во Македонија на првиот работен ден на новата бугарска влада на премиерот Радев. Не реков дека очекувам жештување, туку кажав не очекувам подобрување. Инаку што се однесува до господинот Радев, јас кога победи следниот ден утро кога се јавив, му честитав, му посакав да имаме успешни добрососедски односи и се надевам дека со оваа влада ќе можеме да ги подобриме меѓу соседските односи, ќе може да разговараме за темите за кои што треба да разговараме. Ами официјално како поканите на слуга? Како премиер со премиер? Не гледам причина зашто не. Не гледам причина зашто не. Еве ако ова е поканата вака, еве го поканувам. Премиерот објасни дека неговиот песимизам доаѓа како резултат на однесувањето на опозицијата која е обвини за предавство на националните интереси. Според Мицкоски се додека СДСМ коленичи пред Бугарија, напредок во разговорите нема да има. Од СДСМ очекувано контраобвинувања. Во честитката до Радев, која опозицијскиот лидер Филипче објави на социјалните мрежи, го обвини премиерот за блокада на интеграциите и креирање вештачки конфликт со Бугарија. За жал во Македонија постои криминална група предводена од Христијан Мицкоски која свесно го блокира европскиот пат на земјата и создава вештачки конфликти со соседите заради заштита на својот корумпиран систем. Веруваме дека преку конструктивен диалог без прекршување на црвените линии со почитување на нашиот национален идентитет и европските принципи можеме да ги надминеме сите отворени прашања и да го забрзаме европскиот пат на целиот регион, се вели во честитката на Филипче. Честитки дојдоа и од партиската говорница на Бихачка. Да се градат добрососедски односи кои што ќе бидат во интерес на двете држави, меѓутоа да бидеме многу јасни, без било какво загрозување на македонскиот национален идентитет. Конструктивност очекува и председателката, но не се надева многу. Вели добро е што ќе имаме барем стабилен соговорник. До сега владите беа настабилни, нема одговорност, личија на оние на третата и четвртата Француска република, а ние ќе имаме соговорник стабилен со кој што ќе можеме да разговараме. Очекувате подобрување на односите? Јас можам да кажам дека секогаш бонафиде разговарам, а дали очекувам подобрување на односите ќе зависи од соговорниците. Македонија и Бугарија се во тешка комуникација од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ го прифати францускиот предлог со кој се обврза дека ќе испорача бугари во уставот, иако за тоа немаше поддршка во македонското собрание. Вчера шефот на дипломатијата рече дека и во овој момент во Македонија нема услови за уставни измени. Александар Спасовски, Сител телевизија. Радев седна во премиерското столче. Дали стабилната влада во Софија ќе донесе можност за нов диалог? До каде сме со реформската агенда и од што зависи исполнувањето на реформите за европските интеграции во тема на денот со поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Васко Наумовски. Вреди од коалиција преминува во партија, спојувањето е најавено за утре. Еден од копредседателите, Изет Меджити, вели дека реконструкцијата на владата ќе ја договараат по спојувањето. По испорачаните услови пак Зијадин Села денеска доби одговор дека неговото место е во минатото. По неколку месеци консолидирање, демократско движење без алтернатива, крилото на Алијанса за албанците и самопроделување, кои на два изборни циклуси настапуваа како коалиција, утре и официјално стануваат една партија, Вреди. Обединувањето очигледно ќе предизвика промени во кадровскиот состав на Вреди во владата. Веќе е известно дека министерот за социјала, Лимани, кој излезе од Вреди, нема да биде дел од владиниот кабинет по најавената реконструкција. Премиерот Мицкоски пак најави заминување на министерот за добро владење
Фетаи, кој ја изгуби битката со Азир Алију во Алијанса за албанците. Сепак, Меджити ден пред Конгресот е внимателен и вели дека реконструкцијата допрва ќе се договара. Влен со ова се факторизира, станува поголемо и ќе има многу поголема апсорбциона моќ. Штом ова го заокружиме, со премиерот сме начално договорени дека ќе има реконструкција на владата, но само начално. Значи не сме ги разговарале, преговарале ни принципите, ни дали ќе останеме на овие ресори или ќе има замена на ресориве. Тие за тоа кога ќе навлеземе во тоа ќе преговараме. Меджити денеска одбегна да одговори дали вреди во владата би го поканиле и Села, кој излезе од Европскиот фронт на Дуј, но постави услови за воведување на Бедентер во Уставниот суд. Премиерот Мицкоски рече си целосно ја исклучи можноста Села да влезе во владата. Убав едно, видите, овде нема ни Бедентер ни Уставен суд, овде има преубава енергија. Оставете ги политичарите на минатото во минатото. Сличен е и ставот и за заканите на Бујар Османи дека треба да се спречи носењето на новиот закон за правична застапеност дури и со физичка сила. Заканите на Бујар Османи само покажуваат кои се вистинските намери. Тоа е закон кој што е одобрен од страна на Венецијанската комисија дека ги исполнува сите меѓународни услови. Инаку за делото содржината на неговата изјава јас немам што да кажам, претпоставувам дека тоа е фолклор кој што во периодот што следи ќе го слушаме. Ние имаме меѓукоалицијски договор, законот е испратен во собрание и очекувам што побрзо да се случи. Во вреди го делот ставот на Мицкоски дека оваа година не се потребни предвремени избори, бидејќи политичкото мнозинство е стабилно, а има и време за економски подвизи. Датумот на формирањето на вреди 9 мај е символичен, бидејќи остануваат посветени на европскиот концепт. На првиот конгрес во Скопје се очекуваат да се потврдат претходните одлуки при обединувањето. Меджитика сами да станат копредседатели со врзан подпис, Беким Ќоко и Мимоза Муса подпредседатели, а генерален секретар Беким Сали. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Општината Карпош ги демантираше информациите дека градоначалникот Сотир Лукровски си поднел оставка. Од општината информираа дека тој во овој момент користи боледување и е привремено одсуден поради здравствени причини. Уверуваме дека општина Карпош продолжува да функционира непречено со целосен капацитет и посветеност кон потребите на граѓаните, велат од општината. Согласно законските процедури, надлежностите привремено ќе ги извршува членот на Советот Неделчо Крстевски, кој веќе бил именуван за заменик градоначалник. Општината Карпош апелира до јавноста и медиумите за разбирање и почитување на приватноста на градоначалникот и неговото семејство во овој период, се вели во информацијата испратена од општината Карпош. Мирена Стевановска, советничка на ЗНАМ во Советот на општина Прилеп, ја напушта владеачката коалиција и најави дека ќе действува независно. Одлуката, како што информираше на денешната седница на Советот, ја донела водејќи се од најдобриот интерес на граѓаните на Прилеп. Стевановска беше носител на советничката листа на ЗНАМ на последните локални избори. Минатата недела, пратеникот на ЗНАМ Миле Цеков ја напушти пратеничката група на ЗНАМ и мнозинството ја објави дека ќе действува независно во собранието. И не можам да трпам некој да ми наметнува мислења, ставови, а уште помалце да ми се диктира како да се однесувам и што да говорам. Знам дека поготово од партијата во која што припаѓав, ќе има барања за да си давам оставка, за да на моето место да дојде друг. Но на сите јасно, гласно, гледајќи ги во очи, им кажувам дека такво нешто нема да се случи. Не ради тоа што мене ми е битно да го задржам местото овде, туку за да не дојди друг кој што ќе биде политички послушник. Премиерот очекува намалување на цените на горивата во понеделник, но по последните настани во Ормудскиот теснец, цената на нафтата на светските берзи повторно скокна над $100 за барел. Од Министерството за енергетика најавуваат продолжување на мерките ако продолжи кризата. Од понеделник нова пониска цена на горивата, очекува премиерот Мицкоски. Оптимизмот се должи на неделниот пат од над 6% на двата типа нафта, по најавата за можен договор и крај на војната меѓу САД и Иран. Но денешните напади во Ормудскиот теснец меѓу нив повторно ја вивнаа цената над $100 за барел. Сепак во пресметките на регулаторната комисија се зема во предвид неделниот просек. Јас очекувам според ова што гледам последниот 2-3 дена во понеделник ќе имаме поевтинување.
За 10 дена истекуваат и владините мерки за пониско ДДВ и акцизи. Тога завршува и попустот кој ОКТА им го даде на нафтените компании. Министерката за енергетика вели дека внимателно се следи состојбата. Ако има потреба, повторно ќе се носат мерки и ќе се преговара со ОКТА. Следиме случувањата, се што се случува, секако дека ние, како што знаете, сме трети според мерките. Нашите мерки моментално се до 18 мај, што значи дека следната недела ќе видиме што ќе се случува со цените, со берзата, со војната и неколку дена пред истекот на овој рок ќе видиме до каде сме со цените и секако дека ако е потребно ние ќе преговараме и правиме се за интерес на нашите граѓани. Објавените податоци за ОКТА покажуваат дека заработката во првиот квартал им е за 10 пати повисока отколку во истиот период лани. Можна причина е пуштениот продуктовод, низ кој досега поминале 30% од планираните годишни количини. Недостиг од нафта засега не се очекува, но ако се појави ќе запре испораката за граѓаните од соседството кои точат гориво кај нас. Ако војната потрае и цените продолжат да растат, премиерот вели дека ќе го намали ДДВ-то кај храната. Но опозицијата обвинува. Владата доцни со мерки. Цените растат, а граѓаните осиромашуваат. Трошоците за храна се зголемени за 8%. Се е поскапено. Народот едвај врзува крај со крај. Синдикалната потрошувачка кошничка во април достигна речиси 69.000 денари, а граѓаните имаат се помалку пари и се потешко преживуваат од месец во месец. Според СДСМ, владата доцне и со исплатата за социјално и здравствено осигурување, затоа што пари во буџетот нема. Преземените владини мерки пак за помош на граѓаните, според премиерот, дневно го чинат буџетот по 1 милион евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Полициски службеници го обезбедуваат училиштето во Битола по заканите од 7 оделенец. Училишниот одбор апелира на разумност и редовно присуство на настава. Примирието е во сила, тврди Трамп и покрај размената на оган во Ормудскиот теснец. Полициски службеници го обезбедуваат основното училиште во Битола по заканите од 7 оделенец упатени до неговите соученици. Училишниот одбор апелира на разумност и редовно присуство на настава, а од обвинителството во Битола веќе постапуваат по случајот. Обвинителството во Битола ќе го проверува случајот со 7 оделенецот кој наводно се заканувал по животот на своите соученици. Во Ојо Битола пристигнала пријава за настанот. До основното јавно обвинителство Битола е доставена пријава, се вршат проверки на наводите во соработка со Центарот за социјални работи, бидејќи пријавеното дете е под возраста за кривична одговорност. Родител на малолетникот е повикан на разговор во полицијата откако училишниот менаџмент пријавил за настанот. Од СВР Битола за Сител вела дека се преземаат и други мерки за расчистување на случајот. Дали се точни наведените закани од кого произлегуваат и дали можеби се вмешани и други лица, ќе покаже истрагата. Училишниот одбор побрал мерки за безбедност од полицијата. Од страна на училиштето до СВР Битола е побаран мониторинг и заштита, а навремено е одобрена поддршка од полиција, постојан мониторинг од страна на цивилни полициски службеници додека трае наставниот процес во училиштето. Одборот апелира на воздржаност, разумност и смиреност, како и редовно присуство на учениците на настава. Во јавноста се појавија фотографии пресликани од социјалните мрежи, кои учениците ги споделуваат, со текстот во кој наводно овој ученик се заканува. Во објавите го има датумот 18 мај и пишува: "Ки ги посетам за брзо". Според објавите, малолетникот по пријавата од родителите и вчерашната одлука на училиштето тој да следи наставата онлайн, повторно објавил неколку пораки на TikTok. Меѓу останатото, малолетникот наводно напишал дека не им се плаши. Директорот на училиштето за Сител вели да не се потпаја под шпекулации, бидејќи кај нив нема доказ со конкретна закана по живот, ниту списоци за одстрел како што наведуваат дел од медиумите. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција преку специјализираното оделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања поднесе обвинителен предлог против членот на обезбедувањето на премиерот за кривично дело телесна повреда која го извршил врз неговата сопруга. Според наводите во обвинителниот предлог, обвинетиот по претходна вербална расправија во семејниот дом физички ја нападнал оштетената, удирајќи ја по лицето и главата пред нивната малолетна ќерка, пошто ја фатил за вратот и започнал да ја дави. Со дејствијата
версијата на обвинетиот, на оштетената им биле нанесени телесни повреди и предизвикана психичка вознемиреност. Оштетената успеала да се засолни во тоалет, а подоцна додека со детето се обидувала да го напушти домот, обвинетиот им го одзел и оштетил нејзиниот мобилен телефон. Заедно со ќерката побарале помош кај соседка која ги примила во својот дом. Обвинителството бара продолжување на мерката притвор поради опасност од бегство и можност обвинетиот да стане недостапен на органите на прогонот, како и поради постоење реални околности дека може да го повтори делото. Што им овозможува државата на жртвите на семејно и сексуално насилство? Според анализите на невладиниот сектор, во моментов ниту 1% од државниот буџет не се користи за помош на жртвите. За жртвите на семејно и сексуално насилство едва и да се одвојуваат пари од државниот буџет. Шелтер центрите се во катастрофална состојба, покажуваат анализите, а нема ниту психосоцијална поддршка за жртви од силување која е предвидена со закон. Во период кога се повеќе жени се охрабрени да го пријават насилството кое го трпат, по последните трагични настани во Македонија, каква помош им пружа државата за да се спасат од насилникот и да продолжат понатаму? Тоа што се случува впрочем е малце неодговорно да ние ги охрабруваме жените, ги повикуваме да го пријават насилството, тие навистина се исплашија и почнаа тоа да го прават, а во исто време не се инвестира за да се зголемат услугите. Така што можеме буквално да се доведеме до една ситуација, жената пријавила, но што потоа? Потребни се околу 7 милиони евра на годишно ниво, помалку од 1% од државниот буџет за жртвите на насилство ги добијат најнужните услови, како за солништа, СОС центри, правна помош. Од 2022 до 2025 година државата одвоила многу помалку од 1% за услуги за жртвите. Од Националната мрежа против насилство врз жените ја поканили министерката за финансии на денешниот настан како клучен фактор за да може да функционираат сервисите за помош, но никој не им одговорил. Парите во нашата држава се алоцираат согласно приоритетите. Дали ќе биде дека ги имаме овие пари, апсолутно ги имаме, дали ќе бидат одвоени и алоцирани за оваа намена, е дали нашата влада, оваа, со надеж оваа, ќе одлучи дека насилството врз жените е приоритет за кој што мора да определи средства. Државата е должна ги обезбеди потребните средства, бидејќи ги презела овие обврски со ратификација на Истанбулската конвенција, а со тоа што не ги извршува обврските, прави дискриминација, велат правниците. Ке поднесат и представка до Комисијата за заштита од дискриминација, бидејќи Министерството за здравство не обезбедило сервис за психосоцијална поддршка на жртвите од силување, иако законски тоа требало го направат уште од 2021 година. Во моментов недостасуваат 24 засолништа, 8 советувалишта и отворање на повеќе упатни центри за жени жртви на сексуално насилство. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Државните институции информираа дека нема македонски граѓани на крузерот на кој беше потврден хантавирусот и беа регистрирани неколку смртни случаи. Од Институтот за јавно здравје вела дека следат состојбата и ги имаат потребните реагенции. Нема македонски државјани на крузерот каде се појави епидемија на хантавирус. Од Институтот за јавно здравје информираа дека ја следат состојбата и за сега нема простор за паника. Институтот за јавно здравје подготвен со протоколи доколку има потреба од било каква реакција, а воедно ги поседува потребните реагенции, опрема, кадар, методологија за диагностика, доколку повторно ќе кажам, има потреба, но да потенцирам уште еднаш дека граѓаните можат да бидат во моментот спокојни. Тие завела дека хантавирусот не е нов и претходно бил регистриран во Македонија, но се работело за европско-азискиот тип, кој се пренесува преку глодари, а страдаат бубрезите. Од 2015 кога почнал да се детектира кај нас, сме имале 32 случаи, а 3 лица починале. Американскиот тип пак на овој вирус кој е откриен кај патниците на крузерот, а може да се пренесува и респираторно помеѓу луѓе, не е евидентиран во земјава. Без разлика што во моментов не постои ваков тип, не е диагностициран барем во моментов, препорачуваме граѓаните да имаат високо ниво на хигиена, особено да избегнуваат храна од магазини, од пазари, семки, сончогледи, конзерви. Како институт препорачуваме у нас задолжителна дератизација што треба да ја прават општините 2 пати во годината да биде спроведена адекватно и соодветно. И од СЗО смируваат дека ситуацијата со овој вирус не може да се спореди со COVID. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases so far, but this is not the same situation we were in 6 years ago. A serious incident. WHO assesses the public health risk
Холандска брачна двојка и германски државјанин почина од хантавирус на брод кој плови во Атлантикот, а во недела треба да се закотви во Тенерифе. Неколку европски држави пријавија сомнителни случаи. Александар Динев, Сито телевизија. Председателката Силјановска, пратеници, министри, но и амбасадори од странски држави денеска го собираа отпадот низ Скопје. За жал малкумина им се приклучија во акцијата. Генералка викенд ќе трае до крајот на неделата низ целата држава. Ги стави ракавиците и тргна во акција. Од кеот на Вардар преку улиците и парковите до дворот на Законодавниот дом, председателката собираше отпад фрлен од несовесни граѓани. Добра инспирација. И мислам дека е многу добро секој ден да го почнуваме вака имитирајќи ги јапонците. Предпоставувам знаете дека тие прво зачистуваат тамо каде што живеат, а кога се овде дури и околу нашите згради, а потем одат на работа. Ова мора да стане филозофија на животот. Председателката на терен не чистеше сама. Со црни кеси во рацете ѓубре собираа министри, градоначалници, амбасадори и стотици волонтери, со што официјално започна акцијата Генералка викенд. Организаторите велат дека истата праќа порака дека животната средина е заедничка одговорност. Денес во сите 80 општини плюс градот Скопје над 80.000 волонтери чистат и тоа е многу важно затоа што во оваа акција се приклучени и основните училишта, но приклучени се и средните училишта, што значи дека се создава една навика и една пракса. Како и секоја година од како живеам во Скопје, со големо задоволство учествувам во ова значајна акција. Генералка е импресивен македонски бренд. Илјадници посветени волонтери низ целата земја чистат на секаде и се грижат за животна средина. Акцијата ќе заврши за 2 дена, но отпадот и понатаму е предизвик кој бара континуирани мерки, а не само еднократни иницијативи. Вреќите со ѓубре се наполнија, дел од локациите се исчистија, но прашањето кое се поставува е колку време ќе помине пред јавните површини да се наполнат со отпад. Габриела Лескова, Сито телевизија.